Почитувани колеги, почитувани професионални војници, нема ден да не се случи нешто, а да докаже дека сме на последно место во Европа, па и во светот, и дека сме дефинитивно на дното. Нашиот северен сосед, Република Србија, единствената земја која што не е НАТО членка, а е наш сосед, завчера го изменија законот за служба во војската на Србија, каде што се овозможи професионалните војници да работат на договор на неопределено време со право на пензионирање. Министерот за одбрана Братислав Гашич истакна дека со ова измена на законот се обезбедило да повише од 10.000 професионални војници веднаш после првиот договор да им се трансформира односот на стален работен однос, односно на неопределено време, и сигурноста која заслужуваат, а тоа е пензионирањето. На изјави дека со тоа става точка на годините неизвестност и отвара ново поглавје за сите војници во Србија и за нивните семејства. Ние, според ова, испаѓаме дека го пробивме и дното. Оваков предлог за измена на законот, каде што побарав уште пред 2 години, професионални војник да има еден договор и вториот договор да му биде до пензионирање. Еве, србите го направија тоа сега со измена на законот. И таа земја не е НАТО членка. Значи, ние џабе сме НАТО членки кога не почитуваме ништо што е уредено во сите земји во Европа, па и пошироко во целиот свет. Ние како синдикат поднесовме закон со што би се решил статусот на професионалните војници, со што тоа ќе работат на неопределено време до пензионирање, и тој 6 месеци стои у собрание. Испаѓа дека со сите овие ситуации што се случуваат околу нас, со поголеми плати, со вложување во армија, со измена на закони за подобри права, само ние сме заостанати 200 години наназад од сите овие земји, бидејќи кај нас ништо не мрда. Очигледно имаме политичари кои што немаат почит, немаат лице и немаат желба да сменат нешто за луѓето кои што ја бранат оваа држава. Значи, ова е невидена срамота. 3000 професионални војници од армијата на Република Македонија да се со најниски права во целиот свет. Значи, ова е срамота за целиот државен врв. Од председател на држава, од министер, од влада, од генерали, никој не му е гајле што се случува со професионалните војници. Со години збориме, бараме решавање на статусот, бараме и никако да се реши. Единствено, ова е доказ дека во оваа држава ниеден политичар, ниеден функционер не сака да го реши овој проблем. А проблемот не кошта пари, туку напротив заштедува милионски суми во буџетот на државата, не е незнаење, не е неспособност, туку едноставно овие луѓе ги мрзат своите војници. Значи, нема друго објаснување. Овие луѓе кои што треба да го направат ова, едноставно си ја мрзат својата војска. Нема друго објаснување. Нема, едноставно
нема никаков контакт со синдикат, не се прифаќа никакво барање, не се прифаќа никаква сугестија. Како да не постојат? Како ние да не постоиме? А ние сме столбот на оваа држава, каде што сегде е нивно признание. Еве, српскиот министер за одбрана, Братислав Гаши, се заблагодарува за војниците што служат во одбрана на својата земја. Кај е благодарноста за професионалните војници што служат на оваа земја? Каде? Дефинитивно, професионалните војници треба да преземат чекори и мерки како да се изборат за ова, како да се мрдне од оваа мртва точка. Ова не знам како да го наречам. Едноставно сме заборавени од државата и од општеството. Им требаме само кога има елементарни непогоди, кога треба пожари да се гасат, кога има војна, а кога треба војниците да бидат почитувани и да им се искаже благодарност за нивната заложба, тогаш не постоиме. Синдикатот ќе преземе мерки. И тоа ви гарантирам. Професионалните војници треба да го пратат тоа што ќе го преземе синдикатот. Мора да се стави крај на ова непочитување и на ова игнорирање на правата на професионалните војници. Едноставно мора да се реши ова прашање кој што 32 години стои уместо. Последни сме во Европа и во светот. Вакво нешто нема никаде. Еве се докажа со тоа. Катастрофа. Невидена катастрофа. Не знам само до кај ќе тераат, но едноставно нема морал, нема волја, нема желба за работа. Се е тоа поради непочитувањето на војниците. Несигурноста во работата и тоа што после 45-та остануваат без работа. Катастрофален однос на државата кон професионалните војници. Мора да се стави крај на ова. И ќе се стави. Ќе ви известам што понатаму и како во некоја следна објава. Поздрав!